Лека ноги, драги гледачи. Вие ја гледате 39-та епизода од вчерашни новости. Единственото место каде секогаш дознавате последни. Арно, ама ние сме вашите омилени водители Петар и Јована и секоја недела ве носиме чекор за ците. Токму така, колега. Не менувајте го каналот. Нашите репортери се веќе на терен и еве што ни подготвија. Ексклузивно, камерите на вчерашни снимија полициска акција. Дознаваме, се подготвували премиерската вила за новиот станар. Вчерашни анализа, кој е најголем албанец? Откриваме што се случува на преговарачката маса за новата влада. По обилните врнежи се појави нов тренд на македонските улици. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Предизвици, обиди, должности, самиот живот. Ти си твојата најдобра шанса. Не можеш ли да го видиш тоа? Патот кој си го избрал секогаш ти носи нови можности. Спроведи ги своите соништа, зграбчи ја шансата. Знаеме дека можеш да направиш се и да постигнеш се. Ти ги знаеш своите желби. Ние ти ја обезбедуваме енергијата да ги оствариш. Хел енергетски пијалок ти дава пеколна сила. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да джвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, джвакај, джвакај ти. Чунга лунга, лунга. Среќна вест. Нивото на сиромаштија во Македонија се движи околу 25%, што од прилика значи дека секој четврти македонец е сиромашен, што пак од друга страна значи дека во едно четворочлено семејство има тројца богати. Сега од кога ја слушнавте оваа пресреќна вест, можете слободно да прославите и да наздравите со најблиските. Живели! СДСМ вчера правеше генерално пролетно чистење, попознато меѓу членовите како Конгрес. Во оваа активност за одржување на партиската хигиена, заиграната метла на председателот Заев конечно ги ослободи од стариот Бранков смет највисоките органи и тела. Со оглед дека чистењето секогаш почнува од плафонот, ова пролетно чистење ги опфати и Централниот и Извршниот одбор, а во текот на наредниот период процедурата продолжува со подолните слоеви во домот на СДСМ, за до локалните избори сиот смет конечно да биде исфрлен од партиските структури. Слична метла се очекуваше да заигра и во ВМРО ДПМНЕ, но оттаму велат дека големото пролетно чистење е одложено за наесен. Неделава покрај примопредавање на власта се очекува и едно друго примопредавање. Еве за што точно станува збор. СДСМ преку мирен трансфер ја предаде папката на ВМРО ДПМН во која се наоѓаат сите опозициски фрази како власта во заминување, бараме одговорност, Македонија не смее да биде заложник, спротивно на интересите на граѓаните, криминалната банда на чело со, како и фразата хаосот во здравството. За возврат на оваа голема услуга од ВМРО ДПМН им ја врачиле папката на новата владеачка партија со фрази како согласно уставот и законите, продолжуваме со реформите, народот го памети владењето на претходната влада, посветено работиме на проекти за подобрување на живот на граѓаните, како и фразата интересот на граѓаните ни е на прво место. Премиерската вила на Водно ќе добие нов станар по 11 години самотија. Јована, зошто 11 години самотија? Па Петар, затоа што екс-премиерот Никола Груевски место во неа живееше во еден од становите на мајка му, а Емил секојдневно патуваше на релација Пробиштип, Скопје, Пробиштип. Ти благодарам.
А по повод новиот станар, службите веќе ја проветруваат вилата и се вршат последните подготовки за вселувањето. Кузман ги има деталите. Идниот премиер Зоран Заев не ја поседува скромноста и домакинскиот однос, за разлика што го има екс-премиерот Димитриев и екс-премиерот на Димитриев Груевски. Еве, во вилата после 11 години се вселува новиот гостин. Веќе почнуваат да ја опремуваат вилата за новиот премиер. Повеќе за ова би го запрашале нашиот раководител на оваа акција, господинот Дамјан Чокаревски. Господине, па видете, после 11 години сосема е нормално вилата да претрпи одредени штети. Во првиот момент ние кога влеговме, наидовме на миризба и умирисаност, па поради тоа ги отворивме прозорите и пуштивме да влезе свеж воздух и тоа да го растерети. Така, дали има интернет во вилата? Се разбира дека имам, еве сега ставаме оптички кабел. Која е шифрата? Унитарност 1, 2, 3 звездичка. Со кирилица? Латиница. Еве и писмото дори му смета. Кои други штети има во вилата? Па се појавија одредени штетници кои што го нагриза уставот кој што го имаме во библиотеката. Меѓутоа ние го заменивме со нов устав и сега немаме повеќе таков проблем. Ќе извршиме дератизација и ќе прскаме од бубици. Мислите бубачки? Како и да е, битно е да не се појават видеа на YouTube. Така, ви благодарам. Студио? За да добиеме точни податоци, кој е најголем албанец, ги поставивме албанските лидери на една платформа. Улиците се полни со овој нов орнамент, момент, еве некој... Извинете, господине! Сега ќе запрашаме. Господине! Председателот на Република Македонија ја посети Русија, каде што одржа и средба со рускиот председател Владко Путин. Да видиме како помина оваа важна посета на Русија од страна на нашиот државник. Во изјава после средбата со Путин, Иванов нагласи дека е оптимист и дека проблемите во Русија може да се средат преку внатрешен диалог и дека е важно Русија да проложи со имплементација на планот за стабилизација кој му го врачи на рускиот председател Владимир Путин. Иванов додаде дека и Русија во Македонија има важен партнер и нагласи дека Русија е во интересната сфера на Македонија, а тоа се покажа и со договорот со кој Македонија ќе отвори 8 воени бази на територија на Русија, со што Иванов лично ја гарантира сигурноста и унитарноста на Русија. Заев на вечера кај Могерини, Иванов во Москва кај Путин, Поповски кај папата во Рим. Македонските политичари во силна офанзива на сите страни од светот. Еве како експерти го толкуваат ова. Што мислите за, не знам, Заев во Брисел, Иванов кај Путин? Дали имате некакво мислење? Па сега ги кажам што мислам за тоа. Ти кај се тие што мрсеа мудаве дека Македонија не е битна? Кај се? Нели гледаш што се деша у еден ден? Ѓорѓе тие кај Путин. Овој другиот црпнатиот ти у Брисел кај Могерини и Поповски тие кај папата. Нели не е битна, у еден ден сите домаќини ги викаат да идат таму. Нели гледаш и запад и исток све ни се поклон, Господ ни се поклонува. Нели гледаш што се деша? И со ова со Трамп го видели се задњово? Што тоа со Трамп? Како бе дечко што тоа со Трамп? Па виде Поповски дека иде директно кај папава и он одма запали авионот отиде. Што знаам за Кирил и Метој, да не пишува кирилица, све латиница пишува. Што има он таму да иде? Ама виде и он отиде. Не сме биле битни. Добро, ама од каде ви се сите овие информации? Кој ви е изворот? Кој ми е изворот? Имам другарче едно вруток до изворот што работи туку кафана, сите ги знае, он све ми каже. Него дај 200 денара, Зашо бе 200 денара? Како зашо 200 денара? Па ја овдека зашо седам зборам? Те прашав, ти се извинив. Ако сакаш да ми одговориш, добро, ова ти што го кажа на интернет можам да го најдам. Сум муа метал. А сега одиме со новости од Каменица и Делчево. Тоа беше се. Продолжуваме со вчерашни. Луѓе сме, грешиме. Секој греши, секој е човек. Но важно е да си ја признаеме грешката, затоа што на оној што признава, половина му се простува. Или понашки на оној кој признава, се му се простува. Ова најдобро го почувствуваа на своја кожа насилниците во собранието, кои се извинија и судот им определи условни казни. За еден сличен случај станува збори во следниот прилог.
Драма у скопската населба Карпуш. Крадец усред бел ден упаднал у стан да ограбува. За среќа, еден многу способен цајкан го фана на лице место. Акцијата, значи, у секој момент очекуваме да заврши. Тегите! Тегите! Те фатив на лице место како крадеш овој, нали? И сега што да ти правам? Извини, друже полицаец. Се каеш за ова што го направи? Се каам. Сигурно? Најсигурно, друже полицаец. Кажи Жими мајка. Жими мајка се каам. Жими мајка, друже полицаец. Еве ти ово ако така. И ако те видам уште еднаш у наредни 6 месеца ова да ти се повтори, ти има да, знаеш како има да ти се деси? Свашта има да се деси. Нема да ме видиш. Ајде бегај сега да не те видам. Ајде бериш од тука. Абе, изгледа ќе врне, ја пешки сум дојден. Да не имаш... Еве ти 100 денара за такси да земеш и ајде бегај да не те видам, да не се повтори ова. Со автобус ќе си идам. Каков автобус, тука имаш злато, имаш пари, некој може тоа плячка. Ајде бриши тамо. Со такси да одиш, ајде да не се повтори ова, молим те. Човека, бе, за шо го пушти? На шо личи овоа? Правна држава ли овоа? Кажи ми, шо ќе се случише ако те видеше прибе? Госпоđo, вие видовте дека човекот веома жали за тоа што го направил. Човекот има лепи манири, се извини, човекот се кае. Тоа се е уред, ама шо ќе биде ако сите прават исто? Госпоđo, па дај Боже, мислам, луѓето да може да се извинат, да се покајат. Да има такви доблесни луѓе, па Македонија ќе цвета, тоа има да биде врв во Европа, овој, нали, мислам. Знаеш дека си управ? Па, сигурно дека сум го права, мислам. Студио, така е? За да добиеме точни податоци, кој е најголем албанец, ги поставивме албанските лидери на една платформа. Улиците се полни со овој нов момент, еве некој... Извинете, господине! Сега ќе запрашаме. Господине! Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Значи вака, одиш на forza.mk, пишуваш колку парички сакаш, стигнува код по СМС и за само 10 минути имаш бате од 3 до 12.000 денари. Секој изгреј сонце е посебна приказна. И не секогаш имаме време да уживаме во овие мали чуда на животот, во оваа уметност. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Во средата Могерини ги повика балканските лидери да им го даде да го дојадат она што и останало од ручек минатиот ден. На неформална вечера од Македонија присуствуваше идниот премиер Зоран Заев, а од Албанија дојде Еди Рама, чиј изглед предизвика бранување во јавноста. Тренерки, мајца и сако. Во овој опис се пронаоѓаат многу аеродромци кои се подготвуваат за свадба, но и Еди Рама, премиерот на Албанија и еден од виновниците за тиранската платформа, кој во истиот аеродромски стил беше облечен на неформалната вечера кај Федерика Могерини. Оваа фотографија предизвика паника меѓу жителите на аеродром, кои ја протолкуваа како јасно изразени територијални претензии кон нивната населба, а се погласни се и шпекулациите дека има таен договор аеродром да е главен град на Илирида.
Основното јавно обвинителство ја обвини бившата опозиција и соросовите медиуми, дека објавиле сечени, лепени, монтирани снимки од настаните на 27 април. Тие до нашата редакција ги испратија вистинските видеоснимки со тон, на кој јасно се гледа дека не се работи за никакво учество во толпа или обид за убиство, туку напротив. Граѓаните биле собрани за еден убав повод, попознат како свадба. Да погледнеме. Од снимките на обвинителството јасно се гледа дека целиот настан е организиран според македонските обичаи. Се започнува со идењето на момчето, кое е тргнато по невестата на навистина невообичаен начин со багер. Од тука логично следува големото оро пред куќата, пошто се преминува на следниот адет. Обид да се стигне до невестата преку познатото туркање на вратата. Со оглед дека домо на невестата има неколку влеза, за да не сгрешат, сватоите точно покажуваат која е вистинската врата и кон неа ги насочуваат сите гости. На крајо, на радост на сите, следва голема веселба и пеење на сите поканети гости. Свадбата понекогаш трај и до раните утрински часови, пошто гостите многу често знаат да имат и главоболки. Не знам, за ништо не сум запознат, да ви кажам право. Кога беше? Вчера, завчера, кога беше? Јас не знам главата кај ми е. Како оди формирањето на влада и кои партии од албанскиот блок ќе влезат во новата влада? Преговорите се во тек и мислам дека Ланчо го имаме негде пред салата во која се крои и прекројува составот на новата влада. Ланчо? Да, така и ова на моментов се наоѓаме на местото каде што се решава све. Ние со нашата екипа се прекачивме преку ограда само за да видиме што се случува, да видиме што се. Да, него види, сега е многу битно ние да ги договориме прво принципите. Значи, ако ги договориме принципите, тогаш немаме никаков проблем. Значи, ќе бидеме правна држава, нема да си правиме обструкции кога ќе треба да се принципиално е, битни одлуки. Исто за принципи кажам, принципиално нас Министерство за здравство, транспорт, одбрана, култура и други. Това е принципиално. Чекај се. Дај ние прво принципите да ги договориме, па за министерствата после ќе видиме се што ќе ви се падне. Така, принципиално за здравство, за транспорт, за одбрана, култура и други министерства, тоа е за нас, принципиално мислам. Зашто баш тие па се? Па тука има буџет, мислам, тука се парите, како да ти објаснувам сега јас. Здравство. И не видам. Каде? Дојди со мене, бегај. Бегај, абе ќе викне обезбедување, дојди ваму, побрзај. Абе Да, молим. Добар ден. Не се плаши, бе, ти што си се уплашил? Добар ден. Ништо. Само изјава да земе, може, така? Може секако, нормално. Да. Дали албанските партии ќе влезат во владата? Видите, во овој момент поважни се принципите. Сега се разговара за принципи, не е важно дали некој ќе влегува или нема да влегува, ќе го даваме поддршката, меѓутоа принципите се најважни што се однесува во овој момент за Република Македонија. А кои се принципите? Па, тие се принципите, се знае за Македонија што се прави на имплементација на рамковниот договор и општа благосостојба во Република Македонија, мислам што се однесува до структурите на државата. Добро, а што е со министерските позиции? Во овој момент не се зборува за никакви имиња, повторно ќе кажувам, за принципите се работи и кој да ставиме име, мислим, во секој случај тоа ќе мора да биде некој способен и принципиелен човек. Добро, едно малце повесело прашање. Дали бевте на отварањето на филхармонијата? Молим? Дали бевте на отварањето на концертот? Имаше свечено Види, господине, видиш во каква состојба е Република Македонија, какви проблеми се нас. Нити ние до музика, нити до песна. Кој му е до песма, нека иде тамо и филхармонија, како го викате това. Ајде. Фали миндери. И јас тебе исто. Пријатно. Пријатно. Ајде. Бега, ајде. Ја мислев ке не тепа, човече. Ајде. Минатата недела беше отворена зградата на филхармонијата со што оваа институција конечно доби свој дом, но не сите се задоволни со здомувањето на оваа институција. После многу децении свирење по туги домови, конечно и Македонската филхармонија има место кое може да го нарече за свој дом. Оваа зграда требаше да биде изградена за 6 милиони евра, но на крај изградбата чинеше 39 милиони евра. Тука сум со господјата Атанас Велевски, која што е незадоволна. Таа е председател на
Друштвото на барок на Македонија и е незадоволна од оваа изградба. Да ја запрашаме зошто е незадоволна. Господјо Атана, зошто сте незадоволни? Како мислите зошто сме незадоволни? Па видете ја зградата. Ја гледам и? И нема ниту една статуа. Нема ниту еден стол. Нема стиропор. Што е ова? Представништво на Македонија стакло во Скопје. Ние поднесовме многу престапки до институциите, но за жал не идовме само на молба. Ви благодарам, господи Атанас. А не само архитектите, туку и музичарите се незадоволни од оваа изградба. Но не од изградбата, туку од начинот на отварање на истата. Госпожа, вам што ви недостасуваше на отварањето? Ама баш ништа. Еве, да не ја цитирам Цеца сега во овој момент, но на вистина никаде нема таква публика како во Македонија. Што можеше да се забележи, нели, од вечерашното отварање на новата зграда на филхармонијата. Така, тоа објаснува многу. Да, затоа и аплаудиравме кога дојде и последниот гостин во публиката, но сепак моје мислење е дека оваа публика беше толку добра што заслужува поголем и поогром огласен аплауз. Така, ви благодарам. Предлагам да видиме дел од атмосферата и да ги видиме глумците. Публиката, мислам. Да ги видиме публиката. Македонскиот народ е навикнат на неостварени политички ветувања, но и на неветени, а остварени проекти. Следниот прилог зборува за едно ветување и за едно разочарување. Елвис Бајрам многу мина го знат како градоначалник, а никој како средношколец, иако тој вети дека ќе заврши средно училиште. Сепак, како што истражва нашите новинари, на никој од матурските таблони зградо ја нема сликата од Елвис Бајрам, што значи дека ова негово ветување остана неисполнето. Така пропадна уште еден сон на граѓаните, да го видат Елвис Бајрам со својата партнерка на матурската вечер, па и тие да се израдват на овој момент како што доликува. Откако протестите на тврдокорните беа ставени во мирување, нагло опадна интересот за тоа кој е поголем македонец. Но затоа пак се отвори друга суштинска тема за развојот на Македонија, кој е поголем албанец. Нашата колешка направи анализа на лидерите на најголемите албански политички партии. Еве што откри таа. Почитувани, за да добиеме точни податоци кој е најголем албанец, ги поставивме албанските лидери на една платформа. Како што гледате на сликата, Ахмети и Касами се приближно исто големи албанци, додека Зијадин Села е барем една глава поголем албанец од нив. Сепак, кога ја користевме регионалната метода за утврдување на големина, излезе дека тројцата лидери на албанците во Македонија се доста помали албанци од Хашим Тачи и особено од Еди Рама, кој во светот најчесто се користи како единица мерка за албанство. Точните мерења покажаат дека Села е 0,86 рами, додека Ахмети и Касами дури кога се качени на платформата едва стасуваат до 0,75 рами. Заклучок, албанските лидери од Македонија треба уште поголеми напори да вложат за зголемување на нивната големина, односно да пораснат веќе еднаш. Како и секоја пролет, така и ова. Сведоци сме на постојани врнежи дожд ширум целата држава. Но наспроти депресијата која е вообичаена за ваква временска состојба, на улиците ни земјава нашите камери забележаа нов тренд во справување со дождот. За што станува збор ќе дознаеме од нашиот репортер Ланчо. Така ли е? Да, така е. Студио не е само овде и не е само тука. Новиот и модерен тренд ја зафати цела Македонија. Новите ултратенки брисачи можеме да ги забележиме насекаде. Низ градот, низ улиците, буквално насекаде. Улиците се полни со овој нов орнамент. Момент, еве некој... Извинете, господине! Сега ќе запрашаме. Господине! Извинете. Добар ден. Добар ден. Што представува овој орнамент за вас вака што прави позади? Ова на стакло, пак знаеш дека ми чисти. Ми го чисти стаклото и символизира чао, си одам.
Заминувам. Добро, ви не уште. Извинете, господине! Господине! Добар ден. Едно прашање. Што представува ова за вас? Ова позади е лидерот, ме разбираш, он кој прави лево-десно, ни чисти кристално јасно да гледаме кај идеме. А на другиот позади и мафтага од чао пред васу. Метафора, бе, не разбираш тие работи. Дечки! Yeah, English, please. Ај малце push the car, push малце од позади. Да, yes, push the car. Дечко, иди ти една рука джитни позади. Да бе, немам друга работа, тебе колата ќе ти ја гурам. Ете, драги гледачи, гледате како овој моден тренд ги заинтересирува и странците кои што нели се тука во Македонија. Thank you! Фала ти, колега. А сега на самиот фотофиниш Силвестер Ведар. Лека ноќ. Гетеборг сончево, но свежо. Инглштад може ли се врне живо попладневните часови? Во Дубај се чувствува дека доаѓа лето со температури до 40 степен. Сега знаете какво ќе им е времето на вашите иселени деца и внуци. Во Македонија седно и онака не излегуват. Биометео, Лондон за сиромашни, есента годинава подрани. Добро утро и се гледаме наредната недела. Поздрав до сите што ни изгледавте до самиот почеток, а за оние другите репризата е вечер после филмот. А од утре, Јована? А од утре целата епизода на YouTube. Сега сте чекор за цитат. Поздрав и добро утро. Добро утро и од мене.